Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавивме со она што е најактуелно во светот, тоа е војната во Украина, но и дефинитивното редефинирање на светските односи после овој конфликт. Тука во студиото го имаме професорот Благој Цонев. Професоре, добре дојдовте во Студио 10. Добре најдов. Ке зборуваме и за деталите во војната во Украина, но ке зборуваме и за геополитичките односи и за сето она што ќе биде како реперкусија, ми се чини, од оваа војна. После ова, она што се зборува многу е дека работите дефинитивно нема да бидат исти. Па во суштина Русија се труди да го смени целото геополитичко статус-кво во светот, кое што е создадено после паѓањето на Берлинскиот зид во 89-та година и се труди некако да ја оправда таа нејзина агресија во Украина и да создаде некоја квинслишка влада во Украина која што ќе биде подчинета на Москва. Се разбира, русите мислеа дека тоа ќе оди многу брзо. Сега се гледа дека ја менат стратегијата и идат повише на фейк ньюс и на додатни дипломатски работи, се со цел да го вмешаат НАТО во конфликтот, бидејќи знаат дека ако го вмешаат НАТО во конфликтот, после ќе преговараат со НАТО и така она диктаторче од Кремљ, како што јас љубам да го кажам, Путин, ќе успее да се наметне и да се докаже на светот дека еве он е тој руски лидер после Сталин кој што успел да преговара со целиот западен свет. Дефинитивно имаме промена на геополитичкото статус-кво во светот, не само во Европа, бидејќи многу интересно е да ја наблюдуваме Кина што прави. Тајван е под поморска блокада веќе 30 дена, ако не се лажам, со кинески морски бродови, военноморски бродови. Тајван е блокиран, значи трговско ембарго има Тајван од Кина направено, никој не зборува за тоа и најверојатно се очекува после интервенцијата на Русија во Кина да имаме интервенција во Украина, да имаме интервенција на Кина на Тајван. Да, рускиот претседател Путин не крие дека тој е незадоволен од сегашниот светски поредок. Една од неговите најпознати изјави е дека најголема геополитичка грешка на 20-тиот век е распаѓањето на Советскиот сојуз. Тој на некој начин, според сите анализи, се обидува да ги редефинира тие односи, да го врати влијанието на некогашниот Советски сојуз. Се разбира дека физички не може да го врати, невозможно е, но се обидува сферата на влијание, па така тој ја смета за Украина како неминовна сфера на влијание, сегашна на Русија. Според Владимир Путин, Украина не смее да биде ништо друго освен под руско влијание, пред се, како што тој вели, поради безбедноста на Русија и ширењето на НАТО на исток. Сега имаме тука, професоре, две спротиставени легитимни аргументи, ми се чини. Едниот е аргументот на Русија дека велат не може војна организација да се шири до нашите граници, тоа не е добро за нашата безбедност. Но од друга страна е легитимното право на земјите, на суверените земји да членуваат каде сакаат. Тоа на крајот крајава е доброволно. Тие навистина го сакаат, тоа нивните народи сакаат во Европската унија и во НАТО, и нивно право е што ќе изберат. Сега ми се чини дека конфликтот е поради тие две аспирации кои се содруваат во основа. Да, во суштина, идејата која што Кремљ ја шири не е легитимна, бидејќи не може да постои легитимно право на Москва или на Русија за да врши воена окупација или инвазија на цела држава која што не се осеќа како дел од тој некогашен Советски сојуз, нели? И не можеме било... Не, зборувам претходно како аргумент што им они веќе аргументи можат да си поставуваат колку сакаат. Мислам дека од инвазијата на Украина тоа се смени. Меѓутоа, според меѓународното право, не може легален аргумент да биде тој да прави денацификација и не знам таму што друго. Не, за војната не е тоа, апсолутно. Да. Зборувам претходно, што беше како аргумент. Користен аргументи беа и дека во суштина има 22 милионско руско население кој што зборува на руски јазик и во суштина
она кое што ќе биде после војната е многу интересно, а тоа е дека Путин и руската инвазија во Украина успеа од Украина да направат нација. Украинците беа поделени значи унијати, украинци кои што припаѓаат на руската православна црква и украинци кои што припаѓаат на украинската православна црква која пред 2 години доби нели од Вселенската патриаршија дозвола за работа или како се вели тоа црковно, не знам. А меѓутоа Путин успеа да ги обедини сите украинци за да се осеќаат како нација. Значи тоа е првиот момент и тоа не може да биде и не може да го сметаме да ја сметаме целата офанзива и навлегувањето во Русија како оправдана цел. Значи, другиот аргумент е дека НАТО не може да биде до границите на Русија. Тоа е пропадната идеја. Значи, секоја држава има право да се определи и право да членува во било која организација меѓународна сака. Како што Македонија избра да членува во НАТО и го смени името за да членува во НАТО и наша долгорочна стратешка цел е членството и во Европската унија, така и Украина има право да избере, односно граѓаните на Украина да изберат кој ќе им биде председател, кој ќе им биде премиер и така натаму. Значи тоа е моментот кој што русите не го сваќаат, дека геополитичкото статус-кво се менува и дека украинците, пољаците, балтичките народи, Естонија, Литванија, Латвија, не можат, Молдавија исто, не можат да им го опростат моментот, вклучително и Романија и Бугарија, да им го опростат моментот на русите и на советите што толку години советската чизма тапкала и одела во Источна Европа. И дека тие народи се желни за демократија, тие народи се желни за либерална економија и така натаму. Значи, и тоа е моментот кој што русите не го сваќаат. Па видите, Русија има пандан на НАТО кој што е со држави членки, поранешни држави од Советскиот сојуз. Меѓутоа, Ерменија излегува, Азербеџан излегува, Туркменистан излегува и сите тие држави влегуваат во некакви, потпишуваат договори со Соединетите Американски држави. Тоа само по себе означува дека Русија не е сериозен партнер. Едната работа. Втората работа е кога ги гледаме работите, русите кажаа дека за 2 дена ќе го освојат Киев. Ние гледаме дека они после 3 недели не успеваат да влезат во Киев, имаат 3 убиени генерали, имаат се звенувам петорица последно може, не сум апдейтиран, и имаат симнато околу 80 руски војни авиони украинците. Значи, тоа е моментот зашто русите ја менуваат стратегијата и одат место офанзива воена на терен, си бараат начин кој што ќе го внесат НАТО во конфликтот, преку Полска или преку Романија или Унгарија. Балтичките републики за сега не ги спомнуваат, за да може Владимир Путин да си го искреира тоа неговото големо его и да биде тој русин кој што успел да создаде преговори со НАТО. Да, она што го спомнавте за панданот на руското НАТО, таа нивна организација за колективна безбедност, да, така, така точно. некако. Инаку, тоа се покажа како голем проблем со Ерменија, например, ја спомнавте во војната со Азербеџан, каде што Ерменија, иако е членка на таа организација и таа организација исто како и НАТО има обврска да делува доколку нејзина членка е нападната, Ерменија на некој начин се почувствува изневерена, бидејќи го изгуби конфликтот со Азербеџан, а Русија не мрдна со мал прст. Па, азербеџанскиот конфликт или во Нагорно Карабах, како и да се вика провинцијата, во суштина беше спонзориран од русите и русите намерно ерменците ги впуштија во војна со азербеџанците. И овде видовме дека руската војска е тромава, дека тенковите веќе не се употребуваат и дека турските дронови Байрактар 2, 3, 4 доколку стигна, си ја завршија работата, значи, како беспилотни летала. За жал, имавме жртви цивили
кои што дури ги откупуваа нивните погребани роднини за да ги пренесат во Ерменија. Меѓутоа видовме дека Русија е тромава и не може да одговори на предизвик. Русија од 90-тите години навака води една политика во која што политика се вели ние нема да се вмешуваме во конфликт каде што не сме поканети. Значи, тие требаше официјално да бидат поканети од Башар Ал-Асад. Да, значи, за во Сирија да се вмешаат. Меѓутоа, сите го забораваме моментот дека руското воздухопловство заедно со американското воздухопловство успеа да го спасат Алепо од армијата на ИЗИС, односно од нападите на ИЗИС. Русите не действуваа сами. И практично војната во Украина ни кажува три работи. Прво, дека Русија економски не е моќна воопшто, 70% иако Русија продава газ, 70% од руските градови не се гасифицирани. Значи, они продаваат газ за да заработат. Втората работа е дека состојбата на руската армија воопшто не е толку добра како што се представуваше во последните 20 години од кога Путин е дојден на власт. И третата работа е дека Русија у суштина го менува статус квото и не може да се определи каква држава сака да биде. Дали сака да биде европска држава или сака да биде азиска држава. Во суштина. Имаме пат на рублјата, имаме големо незадоволство кај рускиот народ, особено кај интелектуалците, и имаме нешто кое што русите не го очекува, а тоа е дека цела Европа ќе се обедини против нивната идеја. Па ве молам, тоа е сеедно Грција под услов да направи демакедонизација во Македонија во 93 или 96 да влезеше со тенкови во Скопје. Тоа е истото. Не можеме ние на украинците да им кажуваме дали тие се украинци или не се украинци. Сега актуелна споредба се прави со Бугарија, бидејќи она што Бугарија го вели за македонците е идентично со тоа што Русија го вели за украинците, па бугарското министерство за надворешни работи реагира, велат бара да се прекине со таква споредба, бидејќи според нив е несоодветна, не е точна, но јас мислам тоа го кажа и професорот Фукујама, значи дури и за него е таа апсолутно иста, идентична работа. Френсис Фукујама е интересен лик, има напишано крајот на историјата. За него светот завршува кога завршува поделбата меѓу источниот и западниот блок. Многу интересен лик е за читање, меѓутоа неговите последни дела ако ги читаме, тие се малце по различни од претходно од тоа што го пишува. Во суштина не можеме да правиме паралели, бидејќи ако кажеме дека Украина за Русија е исто што и Македонија за Бугарија, тогаш сиријците имат право да кажат дека Либан за нив, за Сирија е истото. Не, сакам да кажам, руските тврдења за украинците исти како бугарските за македонците. А тоа го тврдат луѓе кои што, или ботови, оние со фейк ньюс, мислам дека у суштина позади бугарските интереси стојат интересите на Европска Унија. Тоа е главната разлика и разликата е што ние од една страна сакаме да бидеме држава член на Европската Унија, а друга држава член на Европската Унија нас не блокира. И вториот момент е дека Бугарија никој пат не искажува услови како денацификација и такви работи кои што се радикални. Едноставно, значи, работата е она кое што бугарите го сакаат е ние да признаеме, односно да донесеме декларација или како и да е, дека сме имале заедничка историја до 44-та, после 44-та. Ние почнуваме со Југославија да живееме и така натаму. Руските тврдења се комплетно различни, бидејќи, знаете, Украина постои како држава еден мал временски период после Првата светска војна, после тоа инкорпорирана е во Советскиот сојуз. И Украина никој пат не постои како независна држава се до 90-та година, 91-та се извинувам, кога се распаѓа Советскиот сојуз. Македонија како држава е формирана 44-та година, иако е во состав на федерална Југославија. Добро, и Украина, мислам дека била... Да, и била члени на Обединети нации, значи... Украина, сега јас не знам во Советскиот сојуз, дали била она како Покрајна, не знам. Не како Југославија, без право да се отцепат, значи, комплетно со перестројката, Горбачов ги менува работите, подоцна им дава на државите право да се отцепат, и мислам дека Русија и руските
руските фейк нюс ботови, како и да се нарекуваат, го тврдат ова за да ја пренасочат геополитичката слика кон Балканот. И никој при тоа не спомнува дека имаме преку 200 летови на руски воено-воздухопловни авиони кон Ниш во базата, како им се нарекува таму, за Центарот за мир и кон аеродромот Батајница. Изборуваме за авиони кои што се товарни. Не за воени авиони, туку товарни воени авиони. Никој не го зборува тоа. Романија и Бугарија како членки на НАТО не се вмешуваат, бидејќи ако се вмеша НАТО, а Бугарија или Романија ако се вмешаат преку нивна територија прелетуваат, тогаш имаме вмешување на НАТО и Русија се труди сега целата работа да ја пренасочи кон Балканот. Значи, тоа се тие тврдења дека Бугарија спрема Македонија има претензии, дека Република Српска треба да се спои со Србија, дека Црна Гора присилно е втурната во НАТО, дека не сакаат црногорците да бидат, па имаме исти тврдења во Србија дека црногорците се мали срби, како што украинците се мали руси. И во 21 век ние се занимаваме со тоа да докажеме кои сме, како сме и што сме. Професоре, интересно е што Владимир Путин зборува за денацификација и при тоа најмногу се користат оние примери на навистина неонацистички елементи во Украина кои постојат, особено се зборува за тој батальон Азов, иако украинците тврдат дека тој е исчистен од тие елементи, но без разлика тие најчесто се користат како доказ за тоа руско тврдење. Од друга страна, во Украина имаше партија која произлезе, да речеме, од тие некои десни струи, таа никогаш не освои повеќе од 1% од гласовите, а председател на Украина е евреј. И сега, вие тврдите за една земја дека треба дека се денацифицира, а најголем дел од луѓето во таа земја гласале за евреи, значи, навистина чудно тврдење. Во најмала рака, додека од друга страна, она што го прави Русија може да се смета за форма на фашизам. Значи тврдење на соседна нација дека не постои, дека тие се вештачка нација, дека тие се измислена нација, дека мора да бидат дел од Русија, значи имаме и територијален експанзионизам. Значи вие за другите тврдите на некој начин што самиот го правите. А сега да не зборуваме за убивањето на цивили во Украина, за рушење на градови. Еден момент заборават. Украинците дале 8 милиони украинци жртви во Втора светска војна. Не можете вие од народ кој што дал 8 милиони жртви во Втора светска војна да тврдите дека е нацистички. Точно е дека многу украинци учествувале на страната на СС, работеле во концлагерите, значи помагале, меѓутоа тоа го имаме во сите држави, го имаме и во Србија, го имаме и во Бугарија, го имаме и во Романија и во Унгарија. За Италија и за Германија веќе да не зборуваме, Шпанија исто фашистичка, додека доаѓа Хуан Карлос на власт 70-тите, 78 ако не се лажам. Значи, меѓутоа тоа е минато. И не можеме ние да обвинуваме народ дека бил фашистички и нацистички. Па германците, ако е така, ние треба да ги обвинуваме додека Европа постои, додека векот и светот постои. Они го измислиле терминот, значи. Нацизмот е измислен, значи, у Германија, меѓутоа Германија уште што се не треба да направи за да се искупи за тоа. Па ако гледаме понатаму, значи и се враќаме во историјата и секоја француско-пруска војна или руско-пруска војна или Првата светска војна, ние можеме да наоѓаме виновници за се. Не може да биде претекст на еден диктатор дека ќе врши денацификација. Па видете, во неговиот ум, во политичката психологија на тој човек, кога ја гледаме, во неговиот ум, он се споредува себе си со Сталин. Он сака војната во Украина да ја прикаже на истиот начин на кој што русите ја го прикажуваат митот за големата патриотска војна, односно за Втората светска војна. Он нема да се смири додека руско знаме не се завее на Верховната Рада, парламентот на Украина. Значи самиот по себе, тоа се болни амбиции, затоа што Украина е стратешки многу битна и геополитички е многу битна. Контролирајќи Украина, контролирајќи го Крим, русите ќе успеат да го контролираат Црноморието. Зошто е Црноморието битно? Црно море, иако е затворено море, нели, преку Босфор и Дарданели се влегува, е битно поради протокот на енергенси во Европа.
Бидејќи ние забораваме дека во Црно море имаме и нафтоводи, имаме и гасоводи кои што одат и до Констанца и до Бургас, значи кои што идат од Кавказските републики. Забораваме дека азербеџански нафта и газ можат преку Грузија, бидејќи Азербеџан и Грузија за разлика од Ерменија и Азербеџан се во многу добри односи, преку Грузија и грузиското црноморско крајбрежје да стигнат до Европа, и ние забораваме дека русите у суштина сакаат да го контролираат целото Црно море, затоа што сакаат да забранат други енергенси, освен руски, да влегуваат во Европа, односно да ја потчинат Европа. И сега што направија? Ја втурна Европа во рацете на американците, мислам, Европа ќе увезува енергенси од американците, и у суштина русите немаат кај да ја продаваат нафтата. Пред 2 дена мислам дека Уралс нафтата беше $18 барел. А целата друга нафта, не знам, огромни покачувања имаме. И целата работа е дека дури и кинезите не знаат веќе како да им плаќаат на русите, дали со злато, дали со дрога, дали со диаманти или со било што, бидејќи русите се исклучени од SWIFT, рублјата паѓа. За 1000 рубли мислам дека можете една гума за джвакање да купите. Не знам дали ги исклучија SWIFT, тоа се зборуваше, не знам. Ги исклучија најголемите банки во Русија. Да. Во однос на ова, значи руската стратегија кога Русија го почна нападот врз Украина, кога ја почна инвазијата, сите експерти, па дури и НАТО експертите предвидуваат дека тоа ќе биде брза војна. Мислам, такво нешто се очекува кога напаѓаш, кога една современа армија напаѓа, се очекува од 21. век тоа да биде брза, молскавична војна со брзо освојување на целите, но очигледно е дека според сите анализи руската армија заглави во Украина, не ги остварија се уште ниту една од првичните цели, значи дури ни Мариупол се уште не е освоен, опколен е, најверојатно ќе биде освоен, но се уште не е, тоа е факт. И сега после санкциите кои се нанесоа на Русија, после сите овие економски потешкоти, значи сите западни компании се повлекоа од Русија. Да. Значи тоа се стотици илјади работни места. Од друга страна, Европа веќе зборува за набавка на газ, на енергенси. Тоа го кажа и пред некој ден и бугарскиот министер, кај што рече Европската унија веќе летово ќе донесе стратегија, ќе се набавува од Катар и од Алжир газ, не од Русија. Значи, дури и Бугарија вели, ние веќе нема да преговараме со Газпром за следната сезона воопшто. Значи се откажуваат целосно. Мора да ја согласат политиката со Европска унија. Да, сега зборуваме за два моменти во кои Русија требаше да стане многу посилна со брзо освојување на Украина, со поставување на една нова геополитичка сила, на една нова геополитичка стварност, но за сега Владимир Путин го направи спротивното. Ми се чини дека од ова ќе излезе една многу послаба економски војна Русија. Русија како таква во моментов, ако ја гледаме, потврли. Првата работа е, ако ги користи беспилотните летала и авиацијата, што не ги користат во моментов, ќе има многу жртви во Украина. И сега сите оние проруски настроени аналитичари кажуваат дека русите одат постепено, ама сигурно, да, за да нема жртви, бидејќи тоа се два братски народи. Извинете, братски народ не напаѓа братски народ. Добра, изгубија повеќе војници отколку украинците, двете војни во Чеченија, отколку Авганистан, отколку... И не кажуваат дека веќе преку 100 авиони им се соборени, не знам колку тенкови им се заглавени. Стотици тенкови, да. Геополитичарите сакаат да нагласат дека тоа ќе биде за една недела максимум инвазијата во Украина, затоа што во Украина почвата сега се одмрзнува и руските тенкови буквално ќе заглават. Ако се блокирани патиштата со асфалт, значи нема да има движење. Бидејќи Украина е житница на Европа. Зошто на Германија и треба Украина во Втора светска војна? За да имаме бесплатно жито. Зошто на Советскиот сојуз му треба Украина? Бидејќи Украина произведува најмногу жито во светот. Зошто античките грци ја колонизираат Украина, односно Крим? Затоа што таму произведуваат жито кое што преку Босфор и Дарданели во античка Грција, тоа е пред 2300 години, го донесуваат во Грција. Па во Мариупол или како и да се викаше градот, има 10.000 грци кои што живеат. Грчката влада испрати воени авиони со помош за тие луѓе таму.
Да. Едната работа. Втората Премиерот работа, Мицотакис рече дека породилиштето во Мариупол ќе биде обновено од страна на Грција. да, бидејќи целото Азовско море е од многу големо стратешко значење, бидејќи во негова близина имаме 3 големи реки, преку кои што 3 големи реки се доаѓаат до Москва директно, едната работа. Втората работа на прашањето во однос на гасот, како Европа со енергенси ќе се снајде. Французите веќе 50 години набавуваат гас од Алжир. Они се комплетно енергетски независни од Русија. А Британија само 8% од енергенсите ги набавува од Русија. И останува Германија, која што го запре Германија најзависна Северен реално, поток, да. Меѓутоа, ако ја гледаме ние на премиерот Шулц, енергетската платформа за наредните 10 години, они имат 100 милиарди евра инвестиции во обновлива енергија. Сега, таа енергија не е иста, не е константна, меѓутоа Германија комплетно енергетски планира да стане независна држава. И ние, кога имаме таква една Европска Унија, која што е енергетски независна, во суштина тоа и пречи на Русија. Бидејќи Русија сака Европа да биде енергетски зависна од неа, за да може секој пат Русија да биде победителот, спасителот, тој што ќе излезе. И сега, имаме проруски аналитичари кои што велат русите, ако сакат, ќе стигнат до Париз. Бидејќи императорот Николај I за време на Наполеоновиот поход, нели Александар I, се извинувам, братот на Николај Постариот, влегува во Париз и сега русите као спасители на Европа се прошетале по Шамс-Елизе и се вратиле во Москва. Меѓутоа, тоа е само пропаганда. Значи, на Русија и пречи тоа што Финска се клони на запад, тоа што Украина веќе иде на запад и на Русија и треба Приднестровието како регион во кој што ги снабдува сите паравоени формации во светот со оружје од поранешниот Советски сојуз. И доколку Русија успее да го заокружи со инвазија тој момент и да ја завземе Одеса, значи тие ќе направат една врска на еден копнен коридор кој што ќе ја поврзе Молдавија со Русија и ќе бараат да преговараат во тие услови тие да се формира или некоја нова федерална Украина или некоја нова држава или некакви безсмислени работи. Меѓутоа, идејата е со енергенси повторно да се вратат во Европа, едната работа. Втората работа е не знаат веќе како да ја спремаат политиката спрема Европа. Бидејќи русите единствено што успеа да ја обединат Европа. Да, и да го обединат НАТО, да ги зголемат трошоците за НАТО. НАТО наместо послаб се чини дека после ова излезе многу посилен. Па му се смеја на Бајден дека е сенилен политичар, меѓутоа тој сенилен председател успеа да ги предвиде сите стратешки грешки кои што Русија ги направи, односно тоа е цел кабинет, не е само Бајден. Бајден е председател и е шеф на председател на Соединетите Американски држави. Па ние имавме еден куп на лажни вести во кои што беше пласирано како човекот паѓа на скалите од авионот и такви работи, дека е сенилен, дека заборава, дека задремува на состаноци. Добро, тоа навистина падна, не е спорно. Да, у суштина. Меѓутоа, начинот на кој што беше сервирано беше... Да, тој е наративот, дека тој е стар, сенилен, дека е неспособен. Меѓутоа, забораваме дека станува збор за политичар со стил и со искуство од повеќе од 50 години во Американскиот Сенат. Значи, тоа е ептен тешкаш во политиката. Она што, тоа често го повторувам, она што не успеа да го направи председател Доналд Трамп во Германија со Ангела Меркел, 4 години се расправаа за подигање на германскиот воен буџет и германците одбиваа да го направат тоа. Да. Го направи Путин буквално за 3 дена. После третиот ден од инвазијата, Олаф Шолц излезе и кажа Германија ќе го зголеми буџетот, ќе ги достигне и декларираните 2% за одбрана и 100 милиарди ќе дае плюс за германската армија. После тоа веќе следува една како ланчана реакција во НАТО, земјите рече се сите најавуваат зголемување. Сите, да. Значи, после ова ќе излезе многу посилно и посплотено НАТО од пред инвазијата.
Па видете, еден од условите држава да стане членка на НАТО е да биде демократска држава и да имаме владење на правото. Сега, кога во едни такви држави вие ќе создадете услови во кои што тие ќе се осеќаат несигурни на нивната источна граница, ќе има еден човек од Кремљ кој што ќе се шета со актовка во која може да притисне едно копче и да ги нападне, нормално дека тоа ќе го сплоти НАТО. И едната работа. Втората работа е, Доналд Трамп водеше многу офанзивна политика и беше многу агресивен кон неговите партнери. Бајден води некоја политика во која што покажува компромис и покажува дека на Америка и е грижа за партнерите. Трамп кажуваше сосем обратно. Значи, едната работа. Втората работа е дека не само Германија, ние забораваме дека Шпанија исто така го зголеми воениот буџет. Имаме ние шпански воени авиони кои што во моментот прават air policing во Бугарија преку базата Граф Игнатиево, ако не се лажам. Италија го зголеми воениот буџет. Данска, да не збориме. Шведска изјавува дека сака да стане држава член на НАТО. Австрија покажува интерес да стане, која што е неутрална од 1918 година, дека сака да стане држава член на НАТО. Тоа само по себе покажува дека НАТО е организација во која што владеат демократски и партнерски принципи. Бидејќи ако НАТО не беше таква организација, до сега Грција и Турција 50 пати ќе влезеа во војна. Меѓутоа, НАТО балансира меѓу тие две држави. И видите, имавме ние флерт помеѓу Ердоган и меѓу Путин. Меѓутоа, колку траеше тој флерт? Ердоган свати кој му е партнер. Ердоган свати дека иднината на Турција не може да биде Русија, со која што војувале 3 пати у последните 200 години или 4 пати. Иднината на Турција е со западниот свет и Ердоган тоа го сваќа. Турција активно ја снабдува Украина со Байрактар дронови, со помош кои се прилично ефикасни во Украина. Да не забораваме, Турција е втора по големина армија во НАТО. Едната работа. Втората работа која што ние не ја сваќаме сериозно е дека Турција има многу развиена војна индустрија и тешка индустрија. Американците и русите се подскараа во наводници, затоа што требаше во Турција, мислам во Дијарбекир, кај што е воената база, заедно да произведуваат F-16 авиони. Меѓутоа F-35 најновите. Значи буквално најнова технологија која што само Израел и Америка ја има. Трамп тоа го откажа, бидејќи имаше флерт со Израел, односите помеѓу Турција и поради купувањето на противвоздушниот систем од Русија. Да. Кој што беше резултат на дипломатскиот флерт меѓу Ердоган и Путин заради тоа што им го соборе авионот во Сирија. Односно, рускиот авион у суштина имаше нарушено воздушно пространство на Турција. Меѓутоа, станува збор за една држава која што се протега на два континенти прво, второ контролира два стратешки протока, кои што се со договорите од Швајцарија се регулирани дека само држави кои што граничат на Црно море можат во воени услови да внесуваат и изнесуваат воени авиони и воени бродови во Црното море и станува збор за држава во која што ја имаме најголемата НАТО база во светот, тоа е таа база на границата со Иран и со Сирија во Дијарбекир. Меѓутоа и моментот е дека тоа што го кажавте со дроновите, со бајрактарите, тоа е многу сложна индустрија, за тоа е потребен многу ум и за тоа е потребна многу работа. И турската армија се покажа дека е сплотена првата работа, бидејќи руските експерти тврдеа дека турската армија ќе се распадне, бидејќи е многу мултинационална. Меѓутоа е сплотена и втората работа која што турците ја покажаа е дека тие се верни партнери во НАТО и третата работа е, не забораваме, емотивната приврзаност на Турција со Крим. Турците на русите никој пат нема да им го опростат тоа што Екатерина Велика и Потемкин го освојуват Крим и го уништуват кримскиот каханат.
ханат. Да. И денес тие кримски татари се борат на страната на Украина. Тие се иселени од иселени Крим. се, имаат единици се борат. Во однос на Босфор и Дарданелите имаше барање од Украина до Турција да го затвори протокот, но Турција кажа дека не може тоа да го направи. И на крај го затвори Босфор. Босфор, но сепак не го затвори за комерцијални бродови не е затворен, за воени бродови е затворен, бидејќи мислам дека стои во договорот од не заборав во кој швајцарски град беше после Втората светска војна е договорот, дека во Лозана. Не е во Лозана, во некој помал град беше, во близина таму негде. Стои дека доколку има војна помеѓу две држави кои што излегуваат на Црно море, тогаш Турција се обврзува да го затвори Босфор. Или Дарданели сега дека со може новиот да мост Чанакале 1915. Значи, они го затворија, сега дали е декларативно, дали не е, меѓутоа проблемот зошто бараше украинската влада да се затворат Босфор и Дарданели. Руската морнарица е посилна во Пацификот, во Северното море, односно во Арктичкото море, горе на северот и во Балтиското море, во Балтичкото море, се извинувам. Русите не очекуваат дека ќе им биде потребна морнарица за да напаѓаат од вода земја во Украина. И кога почна да се движи Балтичката морнарица од Кронстад, тоа е седиштето во близина на Петроград, значи едноставно украинците тоа го побара, русите, турците декларативно рекоа дека не можат и после 3 дена го затворија Босфор за руски воени бродови, за украински, за американски, за бугарски, за секакви. Бидејќи мислам дека според договорот за протоците само 14 дена може да воен брод да биде во Црно море доколку државата не излегува на Црно море. Да, тоа е строго регулирано таму протокот низ Босфор, бидејќи Турција го регулира, но сепак со меѓународни договори. Инаку се извинувам да ве надополнам, заради грчко-грузиските блиски односи е донесен тој договор, бидејќи Турција секој пат се плашила после договорот од Север дека Грција и Грузија ќе направат сојуз против неа. И денес ние имаме традиционално добри грчко-грузиски односи. Да, гледаме дека во ова војна и во ова директна војна во Украина и вербална засега војна помеѓу НАТО и Русија, Кина на некој начин мудро молчи. Тие се формално на страната на Русија, но сепак со една доза на резерва. Тие, например, го одбија барањето на Русија да ги признаат Луганс и Донецк како посебни држави, кажаа дека многу треба да се внимава. Кина одржува активни дипломатски односи со Украина, таму неодамна имаше и средба со украинскиот амбасадор, каде што Кина зборува дека на Украина и треба хуманитарна помош, дека треба да ја се помогне на државата, го поддржува територијалниот интегритет на Украина, Кина, од друга страна се разбира има односи со Русија, но се чини дека додека еве сега ние правиме анализи кој ќе излезе посилен, а кој послаб од оваа војна во Украина помеѓу Западот и Истокот, сигурно е дека Кина ќе излезе посилна, тоа е сигурно, бидејќи таа е нечепната од војната, релативно е не погодена од сите овие економски санкции, таа нема ни некоја голема енергетски последици од ова, рече се никакви. Значи за нив е business as usual, додека светот ваму меѓу себе има. Интересни се кинезите, како што кажав, имаме Тајван е блокиран веќе. После Украина јас очекувам дека Тајван ќе биде анектиран со Кина и ќе го имаме случајот со Макао и со Хонг Конг, една држава, два системи. Бидејќи Тајван е демократски со мултипартиски систем. Едната работа. Од друга страна, Тајван поднесе барање до Обединети нации да влезе во Обединети нации како Република Тајван, го смени своето официјално име Република Кина, така да ќе видиме геополитички што се случува.
Втор момент е дека кинезите со премолчување на австралијанците, кои што не се некоја голема сила, меѓутоа има многу американски бази таму и сите забораваме, со премолчување на американците, на англичаните и на американците создадоа 3 вештачки острови близу територијалните води на Виетнам. Геополитичкото статус кво го менуваат, меѓутоа, како што кажавте вие, молчејки и тајно. Значи, тоа е работата, не ги признаваат Донецк и Луганск, затоа што ако го признаат, автоматски овозможуваат признавање на Тајван. Значи, тоа е тој територијален интегритет кој што врз определена територија. И другиот момент е дека ние забораваме дека Кина е зависна од американските инвестиции. Иако Кина е финансиски многу моќна, меѓутоа, видете, сите работи кои што се произведуваат во Кина се продаваат во Америка и во Западна Европа, не се продаваат во Русија. Да, тоа им се нив најголеми партнери, реално. Да. И замислете Европска унија и Америка да им наложат санкции на кинезите, што ќе прават они со сите тие работи кои што ги произведуваат. Айфони нема да има веќе, автомобили нема да има, значи во Кина ние веќе имаме така наречена кинеска буржуазија која што патува на запад, сака да биде едуцирана на запад. И третиот и не најмалку важен момент кој што го спомна пред 2 недели пред да почне војната, поранешниот бугарски министер за надворешни работи Соломон Паси, а тоа е дека НАТО мора да склучи итно договор со Индија за да ја спречи Кина да го прави своеволието на Русија. Бидејќи Азија е континент на баланс меѓу силите. Јапонија и Индија ја балансираат Кина. Кореите се балансираат меѓу себе, Индија се балансира со Пакистан. И Кина е повеќе од милиарда, веќе може милиарда и пол жители, меѓутоа Индија е повеќе од милиарда. Кина има нуклеарен капацитет, меѓутоа и Индија има. И доколку НАТО успее да склучи договор, тие секојдневно и војуваат на граница, ако не се лажам. На Хималајите. Да, таму на некои се тепаат. Да, цело време има. Цело време. Меѓутоа, ако НАТО успее да склучи, а Соломон Паси е еден од креаторите на новите политики на НАТО, многу паметен човек, тој е математичар, бугарски евреин. Ако НАТО успее да склучи договор со Индија, тогаш Кина дефинитивно нема да биде своеволна како Русија, бидејќи на својата граница ќе има уште противтежа каква што Русија нема. И вториот момент, наредниот момент во однос на украинското сценарио е врската која што инфраструктурно меѓу Кина и Русија е многу лоша. Русите буквално и не извезуваат во Кина. Значи, целиот извоз на нафта во Кина иде од Казахстан, од Азербејџан, односно од тие татарско-монголски народи кои што порано биле во состав на Советскиот сојуз, меѓутоа сега се блиски до Кина. И буквално кинезите, кога ги гледаме, они се затворени на една, сега не е мала територија, 10 милиони квадратни километри, меѓутоа живеат 1,5 милиарда население. На таа територија кинезите експанзијата нема на каде да ја прават освен на северна кај Сибир. И тоа е тој геополитички страв кој што Русија сака да го предизвика на евроазиското копно, не само во Европа, на евроазиското копно, за да се покаже дека е стратешки надмоќна и политички, и воено, и економски. Меѓутоа, за жал, утнаа во проценките. Да, за сега го покажува само спротивното. Дали кога зборуваме за енергетската независност на Европа и за руските енергенси, некои аналитичари предвидуваат дека тогаш Русија ќе се сврти со извоз на енергенсите кон Кина, бидејќи Кина и Индија имаат, велат, потреба, не е тоа проблем. Но сепак експертите укажуваат дека тоа воопшто не е исто, дека договорите со Индија и со Кина не се воопшто исти како договорите што ги правите со една Европска унија, со една Германија, каде што извезувате. И тие имавме во минатото примери со војната технологија, каде што он има најблиска соработка, каде што кинезите, например, едноставно ги скопираа сите руски дизајни на авионски мотори. И тоа го направија, русите се бунеа
формално, но реално не може ништо повеќе да направат. Кина едноставно продолжи да ги произведува тие. Со Индија пак, Индија не ги купи последните авиони Су-30, мислам дека беа што требаше да ги купи, и се решија да купат Рафали од Франција, значи и тие некако се откажуваат од руска технологија. Значи, не е тоа воопшто исто да продавате енергенси во Западна Европа, а и да се договарате со Индија и со Кина. Па видете, а русите покажаа дека технолошки не се надмокни. Ние имаме руски ботови овде и проруски настроени луѓе кои што кажуваат дека русите се технолошки, технички, интелектуално надмокни од европјаните. Не се. Буквално не се. Бидејќи целата европска интелектуална заедница почнува да мигрира кон Америка. Никој не мигрира во Русија. Ја не сум слушнал некој научник да мигрирал во Москва. Сите одат кон Њујорк, кон Вашингтон, кон И руските научници одат натаму, да. Буквално, на Хрушчов син му живее во Америка и е професор, живееше, почина, и професор беше на некој амерички универзитет. И таа технологија која што Советскиот сојуз ја произведуваше за воени цели, не успеа да ја инкорпорира во индустријски цели, буквално. А американците го правеа паралелното, меѓутоа воената технологија ја инкорпорираа во индустријски цели и на тој начин успеа да ја создадат нивната помоќна економија. И индијците кои што се зависни енергетски, мислам, зависни енергетски, тоа е во во мала смисла на зборот, меѓутоа индијците се многу поблиски до англосаксонскиот начин на размислување, наместо до рускиот начин на размислување. И геополитички ние Добро, нив војската им е уредена по британски модел, комплетно. Целата држава, тоа е најголемата демократија во светот е Индија. Они први воведоа електронско гласање бидејќи имат многу неписмено население и по слики да ги бираат кандидатите. Русите подметна и во извозот не само со газ и со нафта и со природни ресурси, туку русите подметнаа во извозот и на финансии. Тие целите финансии, олигарсите руски ги финансираа во Европа. Никој не отиде во Индија да инвестира, а тоа е голема грешка, бидејќи Индија е огромен пазар, првата работа. Втората работа е, индијците се многу паметен народ, и сите индијци кои што учат во Америка или во Британија се враќаат назад и како инженери отвараат софтверски компании, па вие сега да се јавите од iPhone за help, на help дескот, ќе ви се јават или од Мумбај или од некој голем индиски центар. Значи, буквално таа зависност меѓу Америка и меѓу Индија е создадена. Само е прашање на време. Воениот момент кога Индија со НАТО ќе го воспостави. Бидејќи во моментов американците повеќе соработуваат со Пакистан, на Индија тоа и пречи, и затоа тоа мора да дојде како противтежа на Кина преку НАТО. Да, но малку луѓе знаат дека Америка одржува редовни воени маневри со Индија секоја година, поморски маневри, каде што Индија учествува и на тој начин на Шри-Ланка негде. Да, се праќа една многу силна символична порака. Заедно со Америка и со Австралија, со Британија, да. Они имаат една СЕАТО, ако не се лажам, се викаше, се распадна организацијата во која што пандан на НАТО, меѓутоа во Јужниот Пацифик, и малку луѓе знаат дека има преку 20 воени бази во Австралија американски. Ова што го кажавте за руските милиардери, последен податок што прочитав е дека само во Швајцарија има околу 200 милиарди руски пари, кои се, не знам сега дали се сите заробени, но како податок го прочитав. Ги гледаме сите оние јахти, мега јахти по 100 милиони долари кои се запленуваат, се заробуваат на руските милиардери. Мислите ли дека тоа ќе биде најсилниот притисок врз Путин на крајот? Што тој ќе мора да го издржи на олигарсите, на сите оние околу него, кои се создадени од него, но веројатно и он од нив. Не, искрено може би финансиски, меѓутоа она кое што на Путин ќе му се случи, ќе му се случи народ. Забораваме дека русите се трезвен народ, не се сите пијаници како што ги прикажуваат во американските филмови. Путин сака да владее до 2036 година, тогаш би имал 85 години најверојатно. Меѓутоа, русите се и либерален народ,
И најголемиот удар кој што ќе дојде врз Русија во моментов кој што ја мислам е дека ќе имаме масовни протести во Москва, во Петербург, во Екатеринбург, во Калининград, во тие големите градови кај што русите ќе протестираат против режимот и против војната. Бидејќи во Русија владее режим, во Русија немаме демократија. Значи, парите се една работа, меѓутоа, ако го гледате вие интервјуто последно на Горбачов за BBC, кога станува тој лидер на Советскиот сојуз 85-86 година и кога оди да шета низ Советскиот сојуз, буквално од село до село, до град, тој со солзи во очите кажува што му кажуваат русите. Само војна да не биде, ние ќе живееме и гладни. Буквално, русите не сакаат војна. Па вие рачунајте дека кога Лебедев, рускиот генерал од Авганистан, после загина во Приднестровје, ако не се лажам, пензиониран, го прашуваат во неговото последно интервју исто, кога почна Советскиот сојуз да ја губи војната во Авганистан? Кога почнахме да ги враќаме ковчезите назад? И кога ќе свати рускиот народ дека имаат млади деца кои што гинат во Украина, затоа што некој диктатор во Кремљ мисли дека е семокен, тогаш Русија ќе почне да бара уште поитно преговори и поитно. Маде, ја мислам дека и сега тајно бараат да преговараат, а во јавност не кажуваат баш многу. Да, реално состојбата на двете страни не е добра, не е сега ни на Русија ни на Украина. Се надевам, мислам, украинците се покажаа како способна држава. Да, но не е добра бидејќи се нападнати нормално. Да, меѓутоа добро се бранат во суштина. Добро се бранат. Професоре, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и јас на вас. Ова беше професорот Благој Цонев за новите геополитички односи после украинската војна. Останете со програмата на Телевизија 24, за кратко почнува информативниот блок.